Ладнето на 31. јули во далечната 1978 година, тројца млади луѓе, качени на коњи, пристигнале во Крушево. Никој не знаел од каде се, ниту по кој повод се дојдели. Сите предпоставувале дека се дел од околните места и најверојатно се подготвувале за некој настап по повод големиот празник Илинден, кој таа година го прославувал 75 годишниот јубилеј. Меѓутоа, кога внимателно ќе се загледале тројцата млади коњаници, веднаш паѓало во очи дека тие не се дојдени по нечие држано сценарио, туку само иницијативно, тука, во Крушево, да им оддадат признание на големите илинденци. Покрај тоа, нив никој не ги пречекал, ниту ги удостоил со добре дојде. Но и покрај тоа, тројцата млади луѓе, гордо возвишени на своите коњи, мирно го продолжиле патот кон Крушевското езеро. Таму тие имале намера да се сместат и да се одморат, бидејќи на тоа место нивните служители од Горно Лисиче секоја година се собирале и традиционално со песна и оро заеднички го прославувале големиот празник. Од нивните очи бликала среќа, но и радост што се тука во Крушево, во градот на славните илинденци, за кои тие толку слушале и се воодушевувале од нивните херојски борби. Тоа биле млади луѓе на возраст од околу 20 на години. На прашањето од присутните, кои во моментот се нашле на местото на настанот, кои се и од каде се, како од рафал сите тројца извикале: "Ние сме од Горно Лисиче Скопско", се викаме Гоце Стефковски, Борче Стефковски и Борис Мејковски. Дојдени сме да им оддадеме признание на илинденските херои. Тргнавме од Горно Лисиче на 28 јули и преку Брезница, Здујње, Македонски Брод, Сланско, Дреново пристигнавме во Крушево. Сами се организиравме. Оваа скромна опрема што ја гледате на нас е лично наша и купена од наши пари. Тоа е наш долг кој нашите родители уште од мали ни го заветоа. Кога ќе пораснете, да одите во Крушево, да се поклоните на славните илинденци, на храбрите македонци, кои цел свет ги знае по нивните начовечки херојства за слободата на својата држава Македонија. Овие отсечни зборови малку ги збуниле присутните, но истовремено предизвикале и воскит поради нивниот младалешки занес и идеал, дополнен со нивната нескршлива желба да им оддадат почит на илинденците. Јас сум Стефковски Гоце, учесник во првиот илинденски марш, учесник во снимањето од почетокот на номерот и моментално и сум председател на илинденскиот марш, четврти мандат. Денеска сме овде на имотот на Кареви, кој ни е поклонет од војничко Владо Карев, син на Ѓорѓи Карев. Знае македонската јавност, Ѓорѓи Карев е брат на Никола Карев, кој за жалост заврши во затворот близу со својот живот, уште е некоја година 50, не знам тачно која година е починат. Иначе денеска на ово место, кое ни е поклонето од фамилијата Кареви, коница кај што престојува за време на илинденскиот марш за Илинден. Тука ово место ни е поклонето од Кареви од пред 15 на години. Имаме изграден објект каде што коница се е сместена за време на престојот во Крушево. Веднаш по пристигнувањето, тројцата лисичани се соочиле со еден нерешен проблем каде да ги сместат коњите. Ова прашање станало уште посериозно кога кај нив дошле представниците на локалната општинска власт и локалната полиција од Крушево. Представниците на општинската власт им рекле дека било забрането да се чуваат којни на тој простор. Наспроти нив, полицајците веднаш започнале да ги распрашуваат и да бараат одговори на прашањата,
зошто се дојдени, кој ги испратил и слично. Не баре станувала збор за криминалци. Целава ова игра била со цел тројцата коњаници, облечени во комички носии и со традиционални македонски обележја, да се изолираат и протераат за да не бидат забележани и за да не предизвикаат интерес кај многобројните посетители што се очекувале да пристигнат во Крушево на 2 август. Постоела опасност да бидат вратени назад, па дури и приведени и протерани од Крушево. Но во тој момент, во заштита на младите лисичани, застанал Владо Каревски, внук од брат на Никола Карев, кој одсечно, без страв, со неколку потези на носете го подлегнал и уништил тутунот во својата нива и им рекол на полицајците дека младите лисичани можат слободно да ги остават своите коњи на неговата нива, која тој им ја ставил целосно на располагање. Ова е моја земја и одовде не може никој да ве избрка. Слободно врзете ги коњите и бидете горди на овој ваш патриотски чин, им порачал гласно сите да го чујат. Настанала една мачна ситуација. Полицајците не знаеле што да прават, затоа полека се повлекле. Се гордеете ли што сте потомок на Никола Не Карев? се гордеам што сето тие работи, фамилијата наша дала 7-8 жртви за востанието, Веќе пред востание. 4 повеќе години во чест на Илиденците се одржува Илиденскиот марш, Да. кој што е во организација на коњицата Сега од ги Скопје. причекувам јас секоја година. Обрго беше маршрутата преку Македонски Брод, сега идеме преку Рапотово, отаде Преилово, отаде и причекуваме и секоја година ми е чест во место му отстапивме таму се онаде секоја година чест, се тоа е друго не знам што да кажам. И една порака да сите наши македонци стеќе дека е празникот Илинден и Ги дека веќе поздравувам сите македонци што се во цел свет, било каде во диаспората, да се ја чуваме името македонско, да бидеме македонци и тоа е важно од моја страна. Гоце, Борче и Борис ја постигнале целта, дошле во Крушево и се поклониле на великаните на Илинден. Величествен бил тој ден не само за нив, туку и за сите лисичани од Скопско. Гордо прозвучила веста во Горно Лисиче за пристигнувањето на младите коњаници во Крушево. Но уште погордо и повеличествено било сознанието дека тоа е прв таков изведен марш во цела Македонија, токму на Илинден. Од тогаш па натаму ова место станало култ не само за тројцата млади лисичани, туку и за сите жители на Горно Лисиче, Крушево и цела Македонија. Јас сум член на Сдруженијето Илинденски марш од Горно Лисиче и еден сум од основачите на Илинденскиот марш, односно на Сдруженијето, а меѓувремено сум и еден од основачите на Илинденскиот марш од Мавровско-Горнокасиот регион. Така да од две страни се спојува една убава работа. Сакам уште еднаш да им се заблагодарам сите помагатели на Илинденскиот марш од кој град доаѓаат и да им упатам една голема честитка до сите коњаници кои храбро овој пат, значи после многу години, односно некои секоја година, трнува по патот на илинденците во чест на Македонија, во чест на комитите, во чест на нивните предци. Така да се надам дека оваа традиција ќе продолжи понатака и со Господ напред и младите генерации после нас кога ќе дојдат, овој марш ќе нема да замри, ќе продолжи. По величествено изведениот марш и по постигнувањето на поставената цел, младите коњаници се вратиле во своите домови во Горно Лисиче. Но веднаш се соочиле со една непријатна ситуација, бидејќи уште истиот ден биле притворени во Скопската полициска станица Беко. Покрај нив биле притворени и нивните најблиски, за кои полицијата се сомневала дека биле организатори и поттикнувачи на маршот. Најголемиот сомнеж сепак паднал врз Стефковски Пандил, познат патриот и храбар борец за македонската вистина не само во Горно Лисиче,
туку и во цела Македонија и пошироко, организатор на повеќе легални патриотски организации и спроведуваш на многобројни акции за растурање на летоци со антијугословенска содржина, а за слободна и обединета Македонија. Во притвор биле држани 3 дена. Од страна на инспекторите се ределе прашања кој ги испратил, со каква цел, не баре станувала збор за криминалци или задржани непријатели од најопасен вид. Немојшни да го оправдаат притворањето на младите патриоти, а со цел да изнудат информации за наводна вмешаност на странски служби и непријатели на тогашната држава Југославија, полицајците започнале да ги тепаат притворените лица. Но и тоа не помогнало. Биле пуштени без образложение, а не било покренато ниту кривично гонење. Така завршила ова голгота, поврзана со историскиот марш, кој ќе влезе во аналите на македонската историја. Јас сум Елена Гулев. Внука сум на Питу од најмалиот син, директен потомок. Јас и една сестра. Друго немаме ништо од фамилијата на Питу. Сите се загинати, сите борци, сите синови негови загинаа за Македонија. Ништо немаме останато, ни наследства, ни ништо, освен гробој на Питу Гулев од фамилијата. Мило ми е што сум внука на Питу Гулев. Што Републиката Македонија држава постои од Илинден, од Крушево. И треба сите да се гордат со Крушево, зашто кој да дојде никој нема да го нападне Крушево, зашто е посебна Република Крушево. Платено е со злато, со се е платено Крушево. И со жртви. Цела моја фамилија се бореше за Македонија, горделива сум на фамилијата многу, што сите по затвори, по Анадоли, по српски затвори, по белградски затвори, сите изгина за Македонија. По предлог на полицијата, а со одлука на судот, било забрането на тамошното одржување на маршот, кој според иницијаторите требало да прерасне во традиционален. Аз съм потомка на рода Томалевски и по-точно на Василка Томалевска, сестра на Нон Томалевски. Радвам се, че съм от този род и че съм от Крушево, защото всичките ми близки са се борили за свободата и те са пример за мен и за моите деца. Честит празник и за много години Бог да пази Крушево. Оваа забрана траела цели 20 години, се до 1998 година. А се започнало во далечната 1973 година, кога во разговорите меѓу повеќето младинци во селото Горно Лисиче со горченост било прифатено сознанието дека патриотскиот морал кај најголемиот дел од македонците е опаднат на сметка на пројугословенската политика на тогашното раководство на Македонија. Не можејќи да го следат сето тоа, тие се договориле да преземат повеќе илегални акции преку растудување на летоци и друг пишан пропаганден материјал со цел да се обратат до целиот македонски народ и да го поттикнат и подигнат неговиот опаднат македонски морал и патриотизам. Во подготовките за оваа акција учествувале Зоран Цветановски, Гоце Стевковски, Љупчо Костовски и Борис Змејковски. Материјалите биле подготвени и напишани од оваа група младинци. Во летоците се изразувало ревот кон тогашната југословенска власт, која со вешти пропагандни активности македонскиот народ го заробила во безбојниот југословенски систем на братството и единството. Истовремено се повикувал целиот македонски народ да застане на патот на неговото тотално обезличување и денационализирање, да го воздигне својот македонски идентитет и да ја зачува автохтоноста на својот македонски јазик и култура, кои се повеќе се губеле и бледнееле во општото југословенско сивило. Значањно е да споменеме дека во овие летоци се барало и обединување на сите насилно одземени територии на Македонија од страна на соседните шовинистички балкански држави и нивно обединување во една држава. Питу Гули, малку ми знаат за тој лик.
Заедничко имам со Питу Гули што он е роден 1865, а јас сум роден 1965. Меѓутоа, како човек бил многу пис. Имал свој ан во кој ги добивал сите информации за Бахтијар Паша, за касарната, колку броела, како броела. Интересен човек. Дење бил анџија, а ноќе бил комитан. Питу Гули можеме да го сретнеме во многу книги, каде што има напишано многу наши дејци историјата. Меѓутоа, сакам само да кажам дека неговиот лик бил храбар, јунак, кој што со неговата чета од 800 борци не се врати назад. Она што го кажа и го направи. Затоа сме ние денес овде, да се присетиме на минатото, да се подсетиме на историјата што некогаш била. 2 август е најголемиот празник Илинден за цела Македонија. Високите национални цели и задачи кои членовите на оваа група се обиделе да ги спроведат преку акцијата со фрлање на летоси во 1978 година, се трансформирале со организирање на Илинденскиот марш, легална акција за која групата сметала дека нема да предизвика сомнеш кај полицијата, а ефектите за постигнување на патриотската цел ќе биде уште поголем. Конечно, во 1998 година била исправена неправдата со легалното организирање на првиот Илинденски марш. Иницијатори за обнова на овој марш биле Зоран Цветковски, Гоце Степковски, Гоце Трповски, Борче Василевски и Ванчо Богоевски. Браќа, да се заколнеме за едината на Македонија. Се колнам во името Господово и пред светиот крст дека ќе бидам верен на заклетвата наша слобода или смрт. Ја прекршам ли нека бидам казнет од оваа кама и револвер што ги бахнувам. Истовремено, основачи на Сдруженијето биле и учесниците на првиот марш во 1978 година, Гоце Степковски, Борче Степковски и Борис Змејковски. Ново формираното сдружение бил наречено Илинденски марш 1978 година. Првите два марша во 1998 и 1999 година биле организирани и спроведени од страна на местната заедница Горно Лисиче со полно разбирање и залагање на председателот на местната заедница Зоран Цветковски, кој што воедно бил и еден од иницијаторите за возобновување на маршот. Сдруженијето во почетокот било и работело во составот на местната заедница во Горно Лисиче, со што се обезбедиле и запазиле законските процедури за неговото непречено обстојување и спроведување на зачртаните активности. Моето име е Игор Папарусовски. Учествувам во Сдружение на граѓани село Горно Лисиче, Лисичка Конјаница, од Скопје. Учествувам повеќе пати, поточно 5 пати, едно по друго. Просто за тоа живеем, за овој најголем национален празник или празник над празниците. Ова, ние, што го живеем, ова го барале илинденците наши. Сега што одиме поклон да направиме на Мечкин камен. Оваа Македонија ја барале, суверена, независна, самостојна Македонија. Ни генерациите што живеат овие 25 години во независна Македонија сме благословени, ние го живееме нивниот сон. Најмалку што може да направиме е да направиме поклон
никогаш да не се заборави нивната само жртва за слободна Македонија. Заради запазување на автохтоноста на Сдруженијето и неговата традиција, на 1 февруари 2000 година, по иницијатива на група граѓани во просториите на местната заедница Горно Лисиче се одржало основачко собрание за основање на Сдружение на граѓани за продолжување на илинденските традиции и одбележување на празникот Илинден. На ова основачко собрание присуствувале Гоце Стевковски, Зоран Цветковски, Борче Василевски, Ванчо Богоевски, Владимир Змејковски, Гоце Трпковски, Орде Стојановски, како основачи и гостите Борис Змејковски, Борче Стевковски, Стојан Трпковски, Димче Темелковски, Киро Секуловски, Зоран Јовевски, Тони Трифуновски, Светлан Трпковски и Павле Трпевски. По обсежни дискусии било прифатено Сдруженијето да се издвои како посебен правен субјект и судски да се регистрира. Истата 2000 година Сдруженијето и официјално е судски регистрирано. За прв председател бил избран Гоце Стевковски, кој на таа функција се наоѓа и денес. Во текот на 2001-2002 година одржани се уште 2 манифестации на Сдруженијето, кои како по својата организираност, така и по својата содржина биле единствени и предизвикувале интерес не само во македонската, туку и во странската јавност. По повод јубилејната 100 годишнина од Илинденското востание, која ќе се одржи во 2003 година, Сдруженијето планира да изведе една грандиозна илинденска манифестација, единствена од таков вид што ќе се одржи во Македонија, со учество на импозантен број на 100 тапанџи, 100 зрулаџи, 100 гајдаџи, 100 кавалџи и се разбира 100 коњаници, кои символично треба да ги представуваат 100 години од Илинденското востание. Предвидено е на оваа манифестација да учествуваат и многобројни културно-уметнички друштва на земјата и остранство и македонци од целиот свет. Јас сум учесничка од Кичево, Кати Ѓурчиновска од Србијани. Мило ми е што учествувам на оваа манифестација, на оваа коњаница и ги придружувам кичевските комити. А за да се запази традицијата и да не се изгуби значењето на првиот марш во 1978 година, Владо Каревски, кој во меѓувреме починал, го оставил во аманет на својот син Борис Каревски, ова желба тој да ја реализира. Ова последна таткова желба синот Борис Каревски ја испочитувал и го спровел заветот на татка си. Со посебен договор, тој на Сдруженијето на граѓани Илинденски марш 1978 година, склучен на 4 мај 2001 година, му подарил една идеална половина од недвижен имот ливада од 1566 метри квадратни во трајна сопственост. Со истиот договор Борис Карев станал редовен и почесен член на Сдруженијето и учествува во сите подготовки околу реализирањето и спроведувањето на сите досегашни одржани илинденски маршеви. Се наоѓаме во приградската населба село Горно Лисиче овдека во Скопје, во дворот на Тони Николовски, кој што ова година има таа чест да биде војвода на коњаницата, кој што овдека веќе од 1997 година па и денеска се го организираат Илинденскиот марш и од денеска, како и пред во 1997 година, се упатува кон Клучево. Тони, ти си војвода ова година? Да. Како е честа, како се чувствуваш да видиш? Многу гордо и убаво што да имам мераки, да јавам за Крушево, да видам војвода, да стигнеме здрави и живи до Крушево и назад. Тоа. Сиве овие години си член на коњицата? Да. Више скоро 12 години. И како е пак чувството да напречена една споредба од пред 12 години денеска? Сега е многу подобро. Имаме големи пречеки по кој што влегуваме општините, луѓето многу добро не прифаќаат и тоа е. По секој момент овдека одноставате од во
како што викаат овдека во Горно Лисиче, домаќинот ги причекува гостите, Да, тоа е традиционално. а од Памтивек војводата ги причекува кумитите. Така. Еве ти како војвод ова година имаш таа чест Да ги да ги пречекаш сите коњаници. Сите коњаници, сите што учествуваат у маршот, без разлика дали е коњаник или посада, сите се поканети на закус. Нека денот за многу години За и со многу Господ години. напред да отидеме сите заедно на Илинден, на најголемиот македонски национален празник во Кујшево. Живи сите и цела Македонија. Почитувани мои, сето ова досега што ви го раскажав беше повод продукцијата Маријова филм да биде дел од Илинденскиот марш 2016 година, кој секоја година тргнува од Скопје од Горно Лисиче на 26 јули, а на Илинден пристигнува на 2 август да направи документарен запис по неколку продолжение со работен наслов Илинденски марш од Горно Лисиче до Мечкин камен.